Кратка астролошка прогноза за подзнакот Девица за 2026 година. Во ова кратко видео сакам да се фокусирам на главните теми со кои што подзнакот Девица ќе биде конфронтиран оваа цела 2026 година, но ова и ќе важи и за следните години. Истовремено сакам да спомнам дека астролошките куќи ги тумачам како едни цели астролошки куќи. Од средина на февруар па до следните 2,5 години Сатурн ќе патува преку вашата 8 астролошка куќа. Сатурн може да предизвика еден голем страф, загубење на вашиот имот, загубење на сето тоа вие што го поседувате, што го делите со некого, можеби со вашиот партнер. Исто така и вашиот интимен свет што го делите со вашиот партнер ќе биде тука под контрола на Сатурн. Сатурн бара од вас да бидете дисциплинирани на ова поле. Сатурн ќе бара од вас да донесете зрели и здрави одлуки на ова поле. Истовремено и интуитивни одлуки. Од 26 април па за следните 7 години планетата Уран ќе патува преку вашата 10-та астролошка куќа и ќе ви донесе големи промени во вашиот кариерен свет. Можеби ќе добиете голема, гениална идеја каде што ќе можете вашиот кариерен свет тотално да го промените. До 30 јуни 2026 година очекувајте голема поддршка од вашето општество, од вашите пријатели со кои што се осеќате блиски и сродни. Од 30 јуни па до следните 12 месеци Јупитер ќе патува преку вашата 12-та астролошка куќа и ќе ве инспирира, ќе ви даде надежд за еден нов живот и вашиот живот да го погледнете како една врста игра. Како и да е, јас ви посакувам секое добро. До скоро!